гостин во Република ТВ доктор Светлана Темелковска, радиолог. Со неа денеска ќе разговараме за ракот на дојката и за превенцијата. Според предвидувањата на Глобокан, дневно 3 жени во Македонија заболуваат од рак на дојка. Како ја коментирате оваа бројка? Да, прво би сакала дека Глобокан е дел од Светска здравствена организација која врши статистички анализи на податоци. За жал во Македонија доскоро, додека не се воведе мој термин, немавме податоци за колку жени заболуваат и умираат од рак на дојка, ниту на која возраст, дури за жал од 2005. Со податоците од мој термин ни се првичните информации во врска со карциномот на дојка. Така да, податоците што ги кажувате 3 на ден се проценети колку мислат они дека би имало на основа на стари податоци. Не се реални и не се научно докажани. Токму со скринингот мислам дека за одредено време ќе имаме први реални податоци колку жени во Македонија имаат рак на дојка. Докажано е дека детектираниот рак во поодмината фаза потешко се лекува и тука смртноста е поголема. Затоа и отпочна проектот за скрининг на рак на дојка. Како скринирањето помага во раното откривање на ракот на дојка? Да. Значи, скринингот е еден збор кој е популистички збор. Терминологијата што е можеби поправилна за пациентите и за жените да се тоа им е поблиско е рана детекција, рано откривање на рак на дојка, бидејќи со раното откривање на рак на дојка се намалува смртноста до 30%. Тоа значи дека секоја трета жена ќе преживее доколку ние го откриеме карциномот во рана фаза. За жал во Македонија се уште македонската жена сама го открива ракот кога е поголем од 2 см, каде што лекувањето е многу потешко и преживењето е многу пократко. Значи со така нареченот скрининг, мамографските прегледи ќе го најдат карциномот, ние ќе го најдеме 2 години пред да тој воопшто има било какви манифестации што може пациентката сама да ги примети. Да им објасниме на слушателите за оние што имаат двојби околу зрачењето. Зошто е добро да се направи мамографија? Има 3 вида на зрачење. Има природно зрачење во нашата атмосфера, има дијагностичко зрачење што го употребуваме ние при мамографските прегледи и други прегледи на клиниката за радиологија, и има терапевско зрачење што го употребуваат колегите за лекување на малигни заболувања. Би сакала да кажам, ние често тоа го споредуваме и на пациентите дека мамографскиот преглед, истата количина на зрачна доза има на 8000 метри кога летаме со авион. Значи, не постои за 40 годишна студија што професор Ласло Табар во соработка со американските радиолози ја има направено. Значи, тоа е огромна студија, научно докажана и објавена, за која има добиени награди професор Табар. Значи, за 40 години откако постои скринингот за радиологија, во радиологијата за рак на дојка, немаме ние индуцирано карцином на дојка, што значи тоа не сме направиле ние со зрачењето рак. Не можете со дијагностичко зрачење да предизвикате рак на дојка. Можете само да го најдете во рана фаза. Од каде потекнуваат овие митови дека мамографијата предизвикува рак на дојка? Можеби од прво Македонија, знаете, ние сме луѓе што зборуваме во чекална. Секој си ја кажува свато приказна која не значи дека иста како на другата. Сите жени имаат прво различен тип на дојка и различна фамилија анамнеза. Митовите за жал се од неедуцираност, како на населението, веројатно можеби на некој од нас медицински персонал. Затоа сметрам дека овие нови едукации се многу битни затоа што медицината се развива, особено радиологијата на дојка се развива. Не е исто знаењето што го имаме денес како тоа што сме го имале пред 30 години. Така да буквално се митови. Не постои карцином што ние ќе го направиме со мамографија. Кој се може да се пријави на програмата на скрининг програмата и од каде треба да почнат прво пациентите? Кому да му се обратат, матичен лекар, матичен гинеколог? Да им објасниме за да им биде подостапно. Скрининг програмата е финансирана од Министерство за здравство, значи тоа е проект на Министерството за здравство и затоа постојат телефонска линија која е отворена каде што пациентите жените ќе може да се јават за информираност. Јас можам да ви ја кажам. Да, можеме да ја кажеме. 071 235 685, каде што ќе има лекар кој ќе одговара на нивните прашања. Направена е од страна на тимот на мој термин веб страница screening.mk, каде што ќе ги има сите информации. Жената треба да се јави или телефонски, или на веб страницата, за да ја упатат понатаму што како. За скрининг не треба упат, што доаѓаат кај нас. Ставени се во терминот мој термин со матичен број
единствено што треба да направат е да се јават во министерството. Кои жени? Скринингот што сега го почнавме да го работиме од 7 април ги опфаќа жените од 50 до 69 годишна возраст. Прва таргет целна група ни се жени што никогаш не направиле мамографија, имаат 50 години, но се разбира дека тој процент? Имате некакви податоци? Ги имат во мој термин податоците, мислам дека ќе ги добиете точните реалните податоци. Јас не многу сакам да кажам бројки што не се научно докажани, мој термин ги има. Колку жени се прегледани, колку карцином имам најдено. Ако можам да кажам нешто што и мене искрено ме изненади, само во септември месец на клиниката за радиологија од 100 прегледани жени, 2 имаат суспектни наоди за карцином. Така да битно е да се јават. Ние препорачуваме и мамографски како радиолози прегледи и после 40-тата на сите прашања што ги имаат, која, како, зашто да направи, може слободно да се јават на телефонот или на веб страницата. Се смета дека не постои превенција од рак на дојка, туку превенцијата е рано диагностицирање на болест. Дали македонските жени имаат развиена свест за само прегледување? Многу интересно прашање, бидејќи јас секогаш прво што прашувам е дали дошо правиш само преглед, 50% ми викаат не, страв ми е, не знам како, нелагодно ми е. За жал не прават македонските жени само преглед колку што ние медицинари би сакале, бидејќи само прегледот е апсолутно основа на се. Дури и девојчињата после 20-та година треба веќе да знаат како да си направат само преглед. Во денешно време тоа е многу едноставно. Има веб страници, има информации, ние сме тука како лекари да покажеме како да се направи еден правилен, редовен, месечен само преглед на дојка. Не постои превенција од рак на дојка. Тоа што може да прави жената е како за се друго, да си го ојача својот имунитет, да јаде правилна исхрана, прошетка и така натака. Меѓутоа, жените ние ги делиме на жени со нешто поголем ризик или жени што имаат просечен ризик за рак на дојка. Во светот, веројатно и кај нас, ќе знаеме за отприлика 1 година, секоја 8 жена заболува од рак на дојка. Доскоро ги делевме во различни групи во смисол дали има во семејството. Да, тие што имаат во семејство се во мал ризик, во нешто поголем ризик за рак на дојка. Но факт е дека карциномот на дојка е лутрија, ние не знаеме зашто секоја 8 жена има рак на дојка, да знаевме ќе имавме и лек. Така да само прегледот и редовните мамографски контроли се основа за секоја жена. Што очекувате да се постигне со скрининг програмата која ја почна Министерството за здравство? Може би многу претенциозно ред, конечно ред во прегледувањето на дојката. Очекувам многу труд се вложени, многу повеќе работа ќе има. Очекувам да се направи еден заеднички протокол. За жената е многу тешко кога оди во неколку различни установи, различни доктори и кажуваат различни работи. Значи ние мора да излеземе со еден званичен протокол, односно насоки за медицинарите и за жените во Република Македонија. Очекувам да жените не умираат од рак на дојка, како до сега. Очекувам да имаме реални статистички податоци, да не ги кажуваме само тие што од прилика мислат дека во Светска здравствена организација ќе ги имаме, така да многу работа престои и мислам дека ќе има огромен бенефит од сето тоа. Што велат вашите информации до сега? Дали жените се заинтересирани? Дали се јавуваат на овие броеви кои ги спомнавте? Да, одзивот е околу 70% просечно, различно во сите установи. Многу често имаме пациентки кои ќе кажат сум била пред неколку години, заборев, да не ми се јавивте, немаше ни да дојдам. Или сестра ми е болна, но мене ми беше страв да дојдам, ете добро што се јавивте. Некои жени не сакаат и тоа е разбирливо, значи тоа е избор. Скринингот е нешто што доброволно треба да го направи самата жена. Препораката моја е апсолутно да се прави. Благодарам на гостувањето, доктор Темелков.